Да. Бог ни дава здравје и късмет. Православните верници денес го славеа светиот маченик Трифун, заштитникот на лозарите. Од Бога имал благослов, не далекува само луѓе, туку имал влијание и кај животните и кај растенијата. Почитта кон светецот, верниците најнапред ја покажаа во црква. Дојдејќи си запалам свекичка, си земам водичка од светената, пак си идеме на воштарник, имаме дрвцата, лоѓето, за младите љубовта. Но освен со црквата, прославата на Свети Трифун се поврзува и со лозијата. За родот да биде благословен, закројувањето мора да почне денес. Носиме погача, носиме што Бог дар, нели? И винце, раќија, се става, нели, на лозанките, се закројуват. Делим парички дека, има сусло и некој се падне, но да. Ово не останало од татковци и од дедовци, значи ние сега на нашите деца ги оставиме пак традиција, како секоја година да си продолжат да си слават, да си организират како ние што се собираме. Секоја година сакам да биде се поубаво и се повесело и се поберикетна година. Масовно празникот беше одбележан и во Виница. Драго ми е што можев да бев кумова година. Се надам дека годината пред нас ќе биде богата и родна. За ново години нека напош Свети Трифун. Надевам се дека и другата година ќе биде исто убава година. Убаво ќе се организираме, ќе офрлиме некои нови моменти, да вековечеме овај ден. Освен приватните лозари, денешниот ден го слават и винариите. Езмит вино е целосно извозно ориентирана компанија, има капацитет од 3,5 милиона литри и секоја година извезува по 5 милиона флаши високо квалитетно вино во 37 држави во светот. Најлозарски дел од регионот е Штип, па на грозието овде се гледа како на важен извор на приходи. Дека нашата шанса е огромна во делот на производство на вино, затоа што ако ние имаме капацитет за производство на 30 милиони литри вино, имаме толку модерни винари, имаме идеални почвени услови за развој на лозаровоштарството, нека тоа биде поттик до сите индивидуални земјоделци, значи да ги зголемуваат лозовите насади. Инаку на ниво на држава лозовите насади се застапени на 20.000 хектари со 80.000 пенушки. Годишните приноси лани биле 55.000 тони, од кои е добиено 28 милиони литри вино. Од извоз на наливно и флаширано вино, девизниот прилив лани бил 49,8 милиони евра. Статистички, секој од нас годишно пие по 2 литри вино и 1 литро ракија, но количините се индивидуални. Секој колку сака и колку може.